Ниве минути линковско вклучување на поинаква тема за која што секогаш сакаме гласно да говориме во утринската програма, тоа е инклузијата, односно вклучувањето на нашите сограѓани со попречености во сите сфери на општественото живење. Тоа учениците од Битола го имаат благодарение овој период на една многу убава интерактивна алатка која што е насловена Крилистата дружина во музеј. Зашто станува точно збор ќе ни каже колишката Александра Максимовска. Александра, честитам за храбриот подвиг учениците да имаат еднаков пристап барем во овој сегмент едукацијата. Токму така, Кристина, добро утро повтор пат. Овој пат се јавуваме од Завод и музеј овде во Битола и поводот за ова наше јавување, како што најави и ти, ова прекрасна алатка насловена како Крилистата дружина во музеј, станува збор за инклузивна, интерактивна, едукативна алатка која што ќе им помогне на сите оние деца кои што се со одредени попречености, но и за сите други деца да можат да ја доживеат оваа приказна која што е раскажана овде во оваа алатка што ја држам јас во моите раце. За ова заслужни покрај големиот број на екипа која што работеше на сето ова, наши денешни гостинки се доктор Ирена Ружин, раководител на проектот, и професор Маја Митровска, автор на текстот и на илустрации. Добро утро за двете. За почеток ќе почнеме со Ирена. Да им објасниме повеќе, овде пред нас има многу голем број на алатки кои што ќе помогнат на сите оние да дојдат, да допрат до приказната и до суштината. Зашто всушност станува збор? Каква алатка, да им објасниме на гледачите? Пред се, добро утро за вашите гледачи и благодарност до Македонската телевизија и до вас за интересот да ја представиме Крилестата дружина во музеј пред вас, пред јавноста. Се работи за джиновска сликовница. Инклузивната алатка Крилеста дружина во музеј ја сочинуваат голем број елементи кои што се трудат на секој од дечињата со попреченост, но и за сите, и оние без попреченост, бидејќи нашите проекти се за сите, да доловиме една приказна која што се случува во нашата музејска поставка. Во склоп на таа джиновска сликовница се сликовница која што е напишана со лесно читлив фонт, со прекрасни илустрации, меѓутоа низ самата приказна се појавуваат различни ликови за кои што подоцна ќе објасни нашата драга пријателка и соработничка Маја. Сакам да напоменам овде дека вклучено е и сликовница на Брајлово писмо. Така, токму ова е тоа. Да. Брајловото писмо го изработи Андријана Шукларовска, но бидејќи не сите деца кои што се со оштетен вид можат да читаат на Брајлово, мојот колега магистер Јове Парговски изработи NFC таг, кој што со мобилните телефони овозможува на посетителот, значи во тек на нашите работилници, да допрат до аудио приказна и видео на знаковен јазик. Значи, тие се поставени на YouTube и со активирањето на NFC тагот, дечињата можат да ја слушаат аудио приказната за самата приказна, но и за предметите за кои што зборуваат ликовите во таа приказна. Во текот на нашето долгогодишно искуство и работа со лица со попреченост, разбравме дека ним најповеќе им е важно да го почувствуваат оригиналниот материјал на експонатот и во таа насока ние за ова инклузивна алатка изработивме експонати копии, значи тактилни експонати или тактилни копии, кои што се од различен материјал. Значи за дечињата да имаат представа што е тоа волна, што е тоа хартија, што е метал, камен и така натаму. Во рамките на оваа алатка се и предмети кои што и всушност беа изложени на изложбата Допир, која и таа е поддржана од Министерство за култура и на која исто така има NFC тагови, со тоа што металниот предмет е изработен од метал. Ако зборуваме за мозаик, тогаш мозаик, тука се нашите два најнови мозаици кои ги изработи Гораст Николовски, уметници, и нашиот колега Тони Николовски кој изработи една копија од Жртвеник.
Значи, нашите проекти се мултисензорни, мораме да потенцираме, бидејќи ги прават сите оние кои што имаат различни типови на попреченост, им се прави пристапност. И не можам да заборавам Жаклина Мучева, која што ги изработи сите наши тактилни елементи од различни материјали и голем број на лица во тимот кои што беа вклучени, на рациите на Силвана Петрова Насух и на знаковен јазик Катерина Шарковска, видеата кои што се достапни. Накратко, како се роди идејата за ова алатка? Значи, собирајќи ги искуствата од целиот свет, каде што сум престојувала и на обуки и така натаму, значи во текот на мојата работа, која што е волонтерска и за која што веќе стекнуваме големо искуство, во консултација со лицата со попреченост и во консултација со експерти, дојдовме на идеја сето тоа да биде спакувано во една джиновска сликовница од големи размери и се надеваме дека и во таа насока повторно ќе продолжиме, бидејќи нашите колеги од другите музеи од Балканот го применуваат истиот концепт и нашите евалуации покажуваат дека е успешен. Ти благодарам. Маја, вие сте автор на текстот. Зашто станува збор во Крилестата дружина во музеи? Кои се главните ликови? Најпрво морам да кажам дека за мене беше голем предизвик да се учествува во еден ваков голем проект, каде што учествуваат многу голем број на стручни лица. Поттикот беше од Ирена Ружин, таа ме повика за да напишам некаква приказна која што ќе соодветствува за децата со попреченост. Генерално во оваа сликовница може да се каже дека е прошетка на поставката на Битолскиот музеј. Учествуваат 5 ликови: пеперутката, ноќната пеперутка, штурецот, молецот и ластовичката. Сите тие имаат дел во оваа приказна, значи изработени се исто така и да можат и да ги допрат децата, затоа што специфични на свој начин, да речеме, пеперутката Маја Грета, која што е главен протагонист во книгата, е специфична пеперутка, која што редок примерок на стаклена пеперутка, која што има во природата и е наречена Грета Ото, оттаму е инспирацијата за неа. Исто така ноќната пеперутка која што ова е ноќната пеперутка која што не може да гледа во преку ден, но затоа ноќта е нејзина. Исто така скакулецот кој што има повредена нога и мора да остане во музеј, и тој се јавува како кустос. Преку неговите кажувања може да се слушне многу повеќе за поставката во музеот, за сите артефакти. И тоа е тоа. Така, ви благодарам многу. Ова е една голема, сеопфатна, широка алатка, која што раскажува приказни на секаков можен начин, аудио-визуелни, со брајово писмо, на знаковен јазик, со NFC тагови, значи за ова мора да се зборува и подолго во некоја следна прилика, затоа што ние овде мора да се одјавиме во интерес на времето, затоа што покажува часовникот точно 9 часот. Кристина? Идејата е одлична во секој случај. Браво, Александра, за креаторите на оваа алатка. Се надеваме ќе поттикне ова да продолжи како ланец, бидејќи инклузијата на вистина ни е неопходна во секој сегмент од живењето. Благодарам.